Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Денес снимаме нешто што вие го имате многу барано, а јас не гледам многу логика во истото, али еве за да исполниме некои ваши желби, денес снимаме што има во мојот телефон. Ова е познато видео што гледам дека го снимаат и на Балканот и низ светот. Си го снимаат својот телефон и покажуваат што апликација имаат, што имаат во својот телефон. Ја мислам дека не сум нешто многу интересен кога станува збор за тоа, зашто најнормални апликации се, не знам што е толку забавно во ова видео, али еве да ви покажам што има и во мојот телефон, да дзирнете малце тука кај мене. Така да сега негде до мене ќе се појави екранот. Као што знаете, имам телефон со кој многу се мачев, сега кога отидам тука лево, гледате што пишува тука. Значи, пишува нашиот пат промоција и подпишување, кога ќе стиснам ова, ме носи мене на 26 јануари и кај што е закажана оваа промоција. Дојдете на промоцијата на книгата. На првиот знам дека имам пораки и позиви, си стои така, ќе одговорам после видео. Тука се најнормалните апликации, мислам дека нема ни потреба да ги коментирам, има календар, има фотос, има камера, мапс, единствена апликација што тука на првава страна е симната е Wi-Fi Map. Кога отворам, мислам дека нема нешто посебно да ми покаже. Тоест ако отворам, ако видите, вие ќе ми ја видите локацијата точно, така да не е тоа многу паметно. Али оваа апликација е за шифри Wi-Fi-ња на низ градот. Постои оваа функционира сегде, буквално и во Амстердам кога бевме ја користев за да дознам пасворд на некој кафиче, на такви нешта. Со тоа што само ќе влезеш во апликацијата и ако претходно со 3G или со друг интернет ти е вчитан, тој реално може многу лесно видиш која е шифра, така некој зашто корисници да стават, не знам зашто е рекламирана апликацијава, али стварно многу добра. Тука има FaceTime, има калкулатор, ова клипс е... еве ги, ова сакам да го покажам цело време. Еве тука сум со различни позадини. Еве, и буквално има цел свет, вака колку и да го шетам низ овата е 360, 360 степени и сум скрос на друго место, ме сеча онака убаво. Еве различни позадини, тука сум во некои си... со Incredible сум. Го имате ли гледам Incredible, сега вака ако мрдам, баш интересно. Тука има, еве во некој сум град, тука имам вакво, ова е многу јако. Го имате Doris Reef, тука негде Дори ќе ја најдеме, ете го Немо, а Дори нема да најдеме. И вака, да не ги покажувам сите, али има вакви интересни чуда што баш интересни, ова скоро никогаш го немам уклучено, ова трет пат дали го уклучувам, баш интересно. Тука има компас типс, ова со нормални апликации од самиот телефон што се. GarageBand у моментов мислам дека не ми е симната, зашто малце ја бришав, малце не знам што правев, unable to install нешто бла бла бла. Ќе го решам тоа некогаш. iMovie е за едитирање видеа на телефонот, а GarageBand е за да се свиркаш на сите можни инструменти. Тука има Viber, има фала Богу YouTube. Ќе отвориш тука YouTube апликацијата и стискаш тука вакво, идеш My Channel и тука го имате Стефанатор. И стискате subscribe ако немате стиснато. Што друго? Има Google Maps. Ова ги имам симнато зашто нормалните Maps тука што ги гледате што се лево во вториот ред не ми помагаат баш убаво и не се снаоѓам најмногу со нив, така да Google Maps се сека тука да помогнат. Имам резултати, тука си ги пратам сите можни резултати, најчесто за Челси, не играм спортска, туку само онака си пратам шо при Челси, еве сега пратам и светско првенство во ракомет, фала Богу, а еве Челси следна утакмица е со Арсенал и се надам дека ќе ги тепаме иако играме кај нив на гости. Така. Тука имам JSP on the go, за да си гледам автобусчиње кој имам, зашто Стефан нема возачка. Тука има YouTube Studio, што е апликација на YouTube за креатори што има повеќе опции за да си ги менаџираш своите видеа, да гледаш статистики преку телефон и такви чуда. Има VSCO за едитирање слики, има Unfold, на Unfold ги правам, сега ќе ви ги покажам. Правам која да ви ја покажам, која е најинтересно тука. Еве например тука кога правев ова со Japan Cookies, е ова рамката што ја ставам, тука ги правам тие слики, на Unfold се прават ако некој не знае да го интересира. На Afterlight, сега например оваа слика што ја ставив на Instagram пред некој ден. Оваа апликација користам само за ова, идам на ова четвртова, стискам Light Flick и обично црвениве ми се најинтересни што се при крај, вака што ставаат црвени работи и можете и плюс да си ги ротирате вака како ви изгледа најубаво. И јас никош не ги ставам до крај, вие не ги ставате до крај, само кога ќе се најдете некој убав што ви одговара, да речеме например ова, ќе оставите да види да речеме вака од доле да ви е убаво и ова ќе го намалите негде до пола
и така изгледа убаво. Некогаш си ги ставам на слики, многу зборам, знам, ама ќе прекинам и ето за тоа апликацијата. Socials, апликациите што сите ги имаме, Snapchat не користам и Twitter, премногу ретко, а Facebook, Messenger, Instagram секој ден, многу сати. Snapseed го користам некогаш, не знам зашо го користам Snapseed. Кога нешто не можам да направам на Вск или на некоја друга апликација. Ова followers ви е за да гледате кога ќе раскинете со симпатијата дали ве отсведел. Тука играм Best Fiends, сега морам да ви се пофалам. Јас сум еден страствен геймер на Best Fiends, не е Friends, иако сите го читат Friends, тука е Fiends. Ете welcome back ми кажа. И сега кога идете тука во ова, стискате Македонија, и јас ги имам завршено сите левели што моментов ги има, 3150. Еве моментално сум пети, зашто другите стенуваат многу рано во денот и ги прават многу пред време, али јас сум пети у Македонија уиграва и така. Не знам, ова не е за фалење, ова е повише како guilty pleasure фалење, али ајде. Битно да си играм Best Fiends. Subway Surf си да си имав пред некој ден, зашто ме фати некоја носталгија, зашто беше првата игра што некојаш на телефони сме играле, заедно со Temple Run. Тука имам Shazam за да препознам која песна ми свири некаде. IMDb за да си гледам филмчиња, да се запишувам, да ставам некој watchlist што сакам да гледам, да ставам некои гледани. Имам листа на гледани филмови, ако отидам тука на IMDb, идам тука во Your List, идам во Watched, имам гледано 840 филмови. Не знам колку е тоа шокантно за вас, али да. И тука можете, еве, последните 5 филма што сум ги гледал да ви ги откриам. Ете и на Life of the Party сум ставил 9-ка, на Deadpool 2 10-ка, и тука 10 кушени, 10 куштина, така да ако вие филми не ви се гледани, гледате ги зашто ви ги препрачувам. Чим има добра оцена, многу брзо зборам. Discord е нешто ако некој не знае што е Discord за комуницирање, ако нешто напреден Skype. Има тука Twitch, за да ги гледам моите Ангелка и Цаки МК на Twitch, кога не ме мрзи да седам на компјутер, си ги пуштам тука на телефон. Имам speed test за да видам колку ми е ужасен спор интернетот и сега и на вас ќе ви покажам колку ми е лош интернетот дома. Идам на Go, ми идам на Connecting. Еве download ми крева девек. Не, усвари, ја имам добар download, али uploadот сега ќе видите. Еве downloadот ми е мене 18,6. Ќе се речеш вау, и гледа се uploadот. Па да земеш да плачеш, да рикаш, кога, значи буквално ставам видео 2 години. Не, али едно видео за да ставам ми треба 3 сата. Секат. Ете, upload имам 1-2 во најдобри можни сати, кога нема никој дома и кога нема кој да го втери тоа. Имам тука Lightroom, што е многу добра апликација за едитирање слики, посебно за боите на сликите, што уште не можам да се посветам убаво за да научам, за да знам да работам со неа, али ете тука како некоја си надеж за некоја да ја фатам. Measure е новата апликација на Apple што можеш да мериш работи, што ти служи како метро буквално. WeTransfer ти е за тоа ти е буквално мобилната апликација WeTransfer за аплодирање фајлови и чуда. Ова е за ротирање видеа, ова е другото за кропирање видеа, ова prequel исто беше за некои cool едити на видеа, што исто така сум рекол ќе едитирам сториња за Instagram, со тоа и уште не сум се нафатил. И трансфер е за брзо префрлање на моите фајлови од телефон во компјутер. И тоа е мојот телефон. Знам дека буквално откако почнав со YouTube, кога барав од вас што сакате вие да видите од мене, секогаш го имало барем од некој овој предлог дека сакате да видите што има во мојот телефон. Така да ете телефон, не се надам дека беше интересно и се надам дека убаво некако ви пренесов што има во мојот телефон. Тоа ќе биде за ова видео. Ако претходното видео што го ставив на мојот канал го немате видено, тоа е видеото што можам да кажам дека најважното видео во мојот живот до сега. Така да ако немате видено тоа видео, дефинитивно одете и видете го, се работи за книгата која ни искача со Марко на 26-ти. Ставете лайк на ова видео ако ви се допана, не заборавете да се субскрајбите на мојот канал и ние се гледаме во следното видео. Чао!